Почитуван колега Халил, внимателно го слушав вашиот одговор, сакам да се надоврзам на две места кои што ги споменавте, и тоа е коментар за компонентата 1 и компонентата 3. Пред да дојдеме за двете компоненти и за јавноста, задолжување од 21,5 милиони евра кои што се предвидени да одат буквално на брза лента. Ако го погледнете законот, ќе видите дека за сумата од 21,5 милиони евра е предвидена провизија од 0,25%, односно 53.750 евра. И тоа е во ред. Меѓутоа, во самиот договор пишува дека е предвидена провизија од 0,25% за неповлечениот дел од кредитот. Односно, самиот закон и самиот договор е направен на таков начин што неговата реализација мора да биде целосно форсирана, затоа што за секој дел кој што ќе биде неповлечен, државата ќе треба да плаќа 53.000 евра годишна камата. Односно, со ваков договор на заем и се дава дискреционо право на единицата за управување на проектот, кој што всушност е корисник на проектот, кој што е под Министерката за образование и наука Мила Царовска, и се дава дискреционо право како ќе ги троши парите. И токму во таа насока во компонентата 1, каде што е предвидено да се трошат за подобрување на средината за учење 15 милиони евра, сакам да ви кажам дека во самата компонента кај подобрување на средината на учење пишува подобрување на основната инфраструктура на училиштата, управување на училишните информатички лаборатории, во заграда компјутери, мрежна опрема, таблети, лаптопи, лаборатории за природни науки, училишна опрема, библиотеки и училишни ресурси, без никакви критериуми како парите, односно како средствата ќе бидат искористени. Само да ве потсетам, ние во Македонија имаме Закон за нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства, каде што специјализирана училница е законска категорија и законски е дефинирана што значи специјализирана училница. А во самиот текст за закон ние го немаме терминот специјализирана училница, затоа што терминологијата во Законот за нормативи и стандарди не е усогласен со новата концепција на Мила Царовска. Односно, целосниот неравномерен развој во капиталните инвестиции во образованието ќе го продлабочиме со тоа што ќе имаме експресно ненаменско трошење за кој што ќе одлучува само еден човек, а тоа е министерот за образование и наука. Ви благодарам.